Ја не сум храбра. Јас скокам и после викам оп. Ако не скокнам одма, никогаш нема да скокнам. Имав многу голема желба за возење, меѓутоа доживеав сообраќајна незгода која што па ми го донесе стравот од возење и реков ја никогаш во животот нема да седнам позади волан. Сега тука малце сопругот крив, кој што нели ми рече, мислам дека треба да го надминеш стравот и време е да поразговараш со некого. И рече ќе јас ќе купам една так половна куле, нека стои тука. А ти размисли. И се борав долго време со желбата зошто стравот да е посилен од мене. Значи не може да е тоа. Чекај, од што се плашам прво? Јас не ја предизвикав таа сообраќајна несгода, бев патник. Значи дека не мора да значи дека ќе ми се случи, а може и ќе ми се случи. Положив, супер. И разговарав со мојата психотерапевтка и таа ми рече мораш да најдеш начин како да се соочиш со стравот. Мојата ова е многу смешно, можеби некому ќе му помогне. Јас верував дека ако се нашминкам и влезам во колата, сите ќе мислат дека сум страшен шофер како од број 1, а второ јас кога ќе се погледам на ретровизор ќе речам Зорка, ти можеш. И тоа го правев редовно. Додека не се убедив дека јас можам да возам.